моето патешествие по селата во Република Македонија ете ме донесе овде во Кушевска регија, поточно речено во селото Селце. Наминав и во ова село да се видам со селаните, да се видам со мештаните, а тие мене да ми раскажат многу приказни за нивното родно место, за селото Селце, кој што овде постои не со векови, туку со милениуми. Во источните падини на Илинска и Бушева планина, на 18 км источно од Крушево, на 920 метри надморска височина, се разпостила крушевското село Селце. До ово убаво македонско село се стигнува од два патни правци. Едниот патен правец води низ Кривогаштани, Алданци, Норово, а другиот од Ропотово, Лажани, Житоше, Норово до Селце. Овие два патни правци се простираат низ Пилепското поле. Кога ќе дојдете во оваа селска населба и кога ќе пратите поглед кон хоризонтот што го окружува, ќе ги видите прекрасните планински предели, превои и падини на Барбарас, Даутица и Јакупица. Ќе ги видите соседните села што го окружуваат Селце, како и убавата и питома и богата Пелагониска котлина. Најдобро место од каде што можете да ги видите селските куќи е местоста викана Селска тумба. Прва која што не пречека и ни посака добре дојде беше малата ледина и шарана со штотолку изникнатите есенски цвеќиња. Не можевме да ја одолееме на убавината која што природата му ја дарила на ова село. По краткиот престој се опативме кон селото, на самото сред село. Тука не пречека преостанатите неколкумина жители со кои си разрзавме мове што се вели за долго и за широко за живота на селото, за некогашните адети, обичаи, за крештевките, свадбите, сегашноста на ова убаво македонско село. Јас сум Илјо Царот од Селце, овде роден, потекло од овде, татко ми, стар селчанец. Овде кај во селово сега колку мина останате? Абе во селово сега да ти кажам право, брату, има уште 20 души, али се намали селото, се, како да речеме, се подзаборај малку, разватија луѓето кој наваму, кој натаму, кој по градишта ваму таму. Али па се идиме, си го посетуваме селото, си живееме во селото. Проблем немаме никаков од никого до сега, чувал Господ. И колку куќи имаше селово порано, колку жители? 90 куќи било. Татко ми мој бил бригадир во колективот, 45-та, 46-та, кога беше колективот, тоа што не знам јас. 90 куќи било, 500 и нешто члена броело село. Кои му се соседни села на село? Соседни села Белучино, Борино, Норово, Житоше, Горно, Долно, Дивјаци, близина сме тука, а до сега, фала Богу, вистина овие да речеме сега Белушино, Норово, Житоше, ако се вика друга вера, али немаме до сега никаков проблем, ништо до сега. Си соработуваме, си онадеме, си живееме, јас иначе како лимар сум, работам јолуците и работи. Си одам кај ни ме викаат, ми плаќаат, до сега ни немале никаков проблем. Колку сте далеко од Крушево и колку сте далеко од Кривогаштани? А негде околу 13 километри, колку или тука негде, од Кривогаштани. Кој му е летна слава на селово Селце? Летна слава на село Селце му е Петкоен. И црквата ни се вика Света Петка. И ако сакате клучове кај мене, можеме да појдеме да отвориме и црквата да ја видите. Јасниот црква имаме многу уба. Летна слава му е Петкоен на 27 октомври.
Како што велат селчани, селце има 3 мала. Во секое мало по една чешма и безброј поточиња и изворчиња. Веднаш досред селото, на 10 метри од некогашното училиште, се наоѓа Атанасовата селска чешма. За неја селаните ми велеа дека ова чешма во минатото им служела не само на селчани, туку и на добронамерните патници кои доаѓале или заминувале од селото да си ја изгаснат жетта или да ги наполнат матарките и бардињата, дулињата, стомните за долгиот пат што ги чека. До секое мало водат по неколку сокачиња, едни се искачуваат кон Илинска и Бушова планина, други кон Селечката река, а трети кон селечките ниви, бавчи и ледини. За разлика од другите соседни села, за кои може да се рече дека имаат убав селски живот, селце има своја идила. Газда! Газда тебе! Абе, кај си бе, комшија бе? Како си бе? Дојро, ајде. Да. Ај, добар ден. Добар ден. Како живо, што правите, Добро. како сте, добри? Добро. Ајде, чинковане, кај си Еве ти пиеме бе? кафе. Да, пијамо. Добри, здрави, живи. Одлично. Така, дојде тро да ве посетам, да ве Така, видам. така треба, слушај. толку старавне неколку луѓе. Фала многу, Што да правиме, тоа е це. фала многу што дојде да направиме муави. Ами што да правиме кај дојде, тука сте ние. Селешка работа, мора така да се крепиме еден со друг. И те газдова ќе дај нешто, не знам. Ќе дајте. Да, така, добро. Добре слушам. Селце беше селце, чичко вале до Селце беше тоа му кажувам. селце. Сека недела беше, имаше играње, пење, сека недела. Сите сведни беа, брате, весели, гости имавне. Куќиве полни беа. Со пријатели, со се. Од поле иде овдека на џумбус, на изглед. Од поле иде. Да. То беше чудо кај нашето место, али Свирачи. сега, јас бев свирев. Нашето село било заселено од 3 браќа. Едниот браќ се викал Танаско, едниот Николе, едниот Глигур. И тие биле дојдени овдека заселени и од тогаш тие, брате, кога почнале се заселиле, се сториле, имале и фамилија и целото го подели, малата и поделиле. Едно мало се викало Свети Никола, другото Глигур се викал Глигурија, едниот се викал Танаско, Танасоен го славеше. И затоа сите имамне ние слава. Си идевне на Свети Никола, одевне ние, на Танасоен тие идеа, на Глигурија исто така. Весело беше, што немаше крај, немаше. Јас како повозрасен, и тоа да го спомнам, дека во времето свадбата, невестата ми беше од Петровец и отидовне таму и овдека е правевне сабота, недела и понеделник, 3 дена и 3 ноќи, и тоа за најубавиот ден 29 ноември, тогаш беше се славеше и уживавне во тој ден и останавне тука со мојата сопруга 15 дена со роднините, со пријателите, и кај нас, например, после свадбата не поканува сите блиски, пријатели и си уживавне во обичаите на тоа време. Селце постои од многу давнешно време. Според кажувањата на селаните и според некои пишени документи,
Ова населба постои од 5000 години, каде што се претпоставува дека од Малесија се доселиле и закуќиле неколку фамилии. Овде е куќата, местото на Веле Марков, кај што е роден. Селечки војвода, загинат во Ракитница, за слобода за Македонија. Па му правиме, јас сум Илјо Царот, му правиме чест, му мијаме споменот, обележието да му се знајде. Овдека е неговата куќа, кај што е роден, и овдека се правило црешовото топче. Зато зачистуваме, правиме трода да можеме да му се знајде обележието. Спомен плочата му е направена од неговиот внук Веле, уствари Јонче, што живеет во Прилеп. Ние за нашиот херој што можеме помагаме. Тој за селце за Македонија е загинат. И затоа му правиме честој на споменикот. Оти привидејте, ние сни биле тогај мали, не сни го знаеле, али важно човекот се борел за селово, општо за цела Македонија. Ево овде убаво пишува се кога е труден, кога е загинат и кај е загинат. И ние ова спомение си го почуваме, си го почитуваме. Овде е роден во 1870 година Веле Марков, Крушевски војвода, паднал херојски за слободата на македонскиот народ во борбата кај Ракитница на 26.5.1902 година. Му носиме чест и го поштуваме. Нека ти е вечна слава, војводо, што го даде животот за слободата на Македонија и на македонскиот народ. И посебно за село Селце. Имало селчани херој и до крај ќе има. Слава ти! Овде ново место се наоѓаше куќата на Веле Марков кај што живееше. Овде се правиле куршумите и црешовото топче. Еве зидове уште стот, само се забаталени, онадени, а иначе овдека живееше Веле Марков и чичко му Миле имаше по 3 бочви вино и стално велеше: "Остај ме, Калјо, ако се налутам, поплавам Стеванов, ако пуштам виново." Најубото лозие едно друго беше од него. И многу голем херој и домајчин, што го немаше во крајот. Тој вистина после чичко му како пољак работеше, како и го бранеше селото едно друго, али овдека се работеше и куршумите овде се правиле, и црешовото топче одовде е потекнато, од Селце, никој друг да не ве лажат, да ви кажуват дека било во Грција, било во ваму, било таму. Одовде и дека распукало, то не е вистина.
одовде што е направено, тие другите што правиле таму, може да биле подефектни, а овдешното топче уште стои и може и во други градишта негдека и по други држави може го имат, али селечкото топче постои и ден денеска. Царешовото топче овде е правено, го правил Веле Марков и неговиот внук. Од ова село потекнуваат војводите и Веле Марков, и Никола Карев, и Даме Груев, по потекло, по таткосето селце Крушевско. И селце имат многу големи херои и војводи, излезено одовде и даено за Македонија и општо и за селото и за се. И по тоа сите одовде потекнуваат од селце Крушевско. Селце има 70 куќи, од кои што 30 се полни, а 30 се празни. Во селце најмногу ќе најдете паднати куќи, плевни, авлии, празни дворови и многу други нешта што ќе ви наличат на некоја градба. Во селце денеска живеат претежно старци. Ова село има своја карактеристична миграција, која го прати од неговото настанување па се до ден денешен. Како што ми велеа Наум, Благоја, Тоде, Гоце, Драги, нивното село било како тополата. Секоја година, како ќе постераат нови ластари, така некој ќе дојдел и тие ластари ќе ги сечал. Арнаама, колку пати ластарите да биде сечени, толку тополите растеле многу повисоко, повисоко и повисоко. Јас сум Благоја од Ивановци. Роден сум 33-та. Овде живеевме ние 25 души. Татко Стојче, мајка Јаглика, сестри, брајчат и четворица. И сите заминаа во Скопје. Уште јас останав овдека, обдржавам она што е моје куќа, што имам нешто сермија и така. Селце располага со 650 хектари шуми, 174 хектари обработливо земјиште и 170 хектари пасишта. Мештаните во минатото екзистирале од сточарство, земјоделство и занаетчиство. Во 1961 година во ова село живееле 80 семејства, 474 жители. Во 1961 година по падините на Бушова и Илинска планина се напасувале 8000 грла овци, 4000 грла кози. Од Митровден до Ѓурѓовден во овој временски период ни селце дневно поминувале над 50 на карвани натоварени со разна стока наменети за пазарите во Крушево, Битола, Преспанско, Кичевско, Бродско и на други места. Пак родом сум овде во селце. Години, скоро 80 години. Ова се да ми кажеш, како ти се викаше бабичката? Божна, Од ке ти беше семена таа? од Кошино. Како ја седе, бегалка седе или со свадба? Може да се сетиш? Не, со свадба. Со закони. Кое време беше, да речеме, пролет, лето, како беше зима? Па, зимата беше така. Зимата. И како се бендисавте, како се видовте? Па имале оден идење овде на гости од селце таму, вамо, оден, не, така. Инаку, Со стројници некој пат, така не? ова да ми кажеш, како беше животот пред 50-60 години во селово за Велиден, за Божик, за Спасоен? Многу весело, имаше свирење, се слагавне луѓето, стока имавне скоро. Како да ти кажам, немаше куќа која немат стока, овци, гојда и сите работи.
Ова се да ми кажеш, од која фамилија беше овдека во селово? Јас, Аха, па се викаме ние Миленковци. Мирчевци, али Миленковци, ние Мирчевци се викаме фамилијава наша. како ти се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти, дедото? Ајва како? Дедото Мирче се викаше. Така, Баба ми Митра, така. татко ми Илче, мајка ми Цвета. Колку деца бевте вие? Па 6, 6, колку браќа, колку сестри? 2 браќа бе, не 4 сестри. Ти беше најстариот или како? Не, имав брат, сестра постари од мене. Како ти се викаше брат ти? Благоја се викаше. Така, сестри ти? Сестри ми Рајна, Драгица, Ѓубеза и Веселка. Ти колку челат Господ ти има дадено, што се вика? Па ние сме, како да ти кажам, 3 деца, 2 девојчина и 1 машко. Така, колку внучина имаш? А внучина имам колку да ти кажам, баѓи. Ајде ми наброиш вака. И пак од Скопје имам тука 2. Кои си тие? 5, ама овие први машки, Мики, Тони, Светле, Симона, Орданчо. Сега овие, овдека Анđела и Бојан, што се со нас овдека Крушо учат. Иначе овде во селово ти си најстар. Не, има некој постар, Благоја еден се тука иди Скопје, овој тама палетото иди овдека сидат. Има постари од мене. Овдека кој ќе и потереш вака да речеме овчички ди попасиш, кога вака ќе се замислиш, не си лиш, што село беше, колку беше убаво и дојдоне до Вадереđe, да селово наше полека се заборава. Шо е Па, лишти? вистина, како што ми викате, у Бајна беше, кој ти пуштевне овдека овците ти пуштев до Белушино. Угоре до манастир, Приображдие, горе Ручало, дури можеше некој пат и бушочеш ваму, угоре. До Круша оваму одевне, удолу до Борино, Житоше. У Бајни беше, имаше народ доста и сите работи. Во селото Селце до 1975 година имало 60 воденици, каде што од Митровден до Ѓурѓовден на воденичкиот камен се мелеле над 40.000 оки разно жито. До 1979 година имало 10 терзии, 5 калајģи, 5 налбати, 7 самарџи, 5 бичкиџи, 7 казанџи, 4 бојаџи и безброј други занаети. Терзи имаше. Терзи имаше. Кој беше вака некој име да ми кажеш? Алексо беше Алекто, Вангеловски. Вангеловски Алекто беше тој Терзија. строго со волнени работи он, А, например. он е Тиме од овде исто од село, сам ученик, прв гатер имаше во цела околија. да. Овде во селце гатер што имаше Тиме, работеше со гатер. Сам направен, сам измислен и воденичар прв за воденица да ти направи, да ти ја дотера да ја сработи. Тиме во Скопје живеет, мислиме дека е уште жив, немаме додуша разбрано дали е починат. А самоук, него самоумство, без никој да му докаже, без нигде да оди негде на пракси или на овоно. Прв гатер имаше тој, прва пилана имаше тој. Во Селце денес нема млади луѓе. Во 1975 година во селското училиште учеле 110 ученици во 2 смени. Наставата ја изведувале 20 даскали. Денес училиштето е празно и затворено. Од 1975 до 1990 година од ова село се иселиле 430 жители. Како што велат престанатите мештани, Селце, иако сега е мало село,
иако нивните предци се од Малесија, од Струшкото село Селци, иако самото име Селце означува мала населба, сепак се надеваат дека нивното родно место и понатаму ќе живее. Мештаните до ова село се надеваат дека убавината што му ја дарила природата на нивното родно место, хоризонтот што ја окружува ова населба, Атанасовата селска чешма која во минатото ги пречекувала и испраќала не само домајчините и гостите, историското минато на ова село нема да останат во сеќавање само на 30 мината селани. Старците нема само да се сеќаваат на убавиот селски живот, на преполното село, туку ова убаво македонско село и понатаму ќе живее и нема да биде мало село како неговиот топоним Селце, туку во блиска иднина Селце ќе биде убаво село и дека во него ќе се врати животот.